Насилство наместо спорт. Младинските надпревари и спортските терени станаа арена за тепачки и недолично однесување. Од почетокот на годината до сега имало 75 инциденти поврзани со насилство и недостојно однесување на спортските терени. Повредени биле 15 луѓе, а 7 добиле кривични пријави. Овие податоци ги објави полицијата, а најчесто регистрирале проблеми во Скопје, 45 од вкупните 75 инциденти. Наместо терен за ширење на спортски вредности, детските надпревари станаа арени на меѓусебни навреди, па дури и тепачки во кои често се вмешани и родителите. По преземените мерки регистрирани се 7 кривични дела, од кои 3 се за кривично дело насилство, 2 дела спречување службено лице во вршење службени дејствија и по едно напад врз овластено службено лице при вршење работи на безбедноста и насилство врз дете, зашто против 11 лица се поднесени кривични пријави, поднесени се 13 барања за поведување прекршочна постапка и издадени се платни налози и изготвени записници за сторени вкупно 78 прекршоци. Алармот е вклучен по инцидентот во неделата во Штип на детскиот фудбалски надпревар помеѓу клубовите Брегалница и Шкупи, кога родител на дете од Шкупи претепа 2 момчиња, фудбалери на Брегалница кои завршија во болница со скршеници. Таткото тепач сега е во Кумановскиот затвор. Откако судот му одреди 8-дневен притвор, Фудбалската федерација на Македонија покрена дисциплинска постапка против тројца играчи кои на теренот ја започнале тапачката поради жолт картон, како и против двата клуба. Честопати на детските турнири во фудбал главен декор се униформирани полицајци. Тоа е едно од задачите на федерацијата, да се погрижи за безбедноста на надпреварите. Изминатиот период инциденти со скандирање на национална основа имаше и на кошаркарски надпревар во Куманово и на фудбалски надпревар на арената Тоша Проевски во Скопје, зашто постапија и полицијата и обвинителството.